Почитувани, длабоко сме трогнати и потресени од пресконференцијата на партијата која владееше 7 години, а за само една година успеа да стане пета партија во Скопје. Со неизмерна тага сведочиме една пропаста на партијата која изгуби стотици илјади гласачи, откако за личен интерес ги распродаде националните интереси и гурни се целиот систем. Жал ни е што поделивме само 55.000 ваучери за електронски уреди со што студентите ќе можат да користат напредни технологии наместо да злоупотребуваат европски фондови за тренинг на магариња. Жал ни е што реализираме реконструкција на сите студентски домови наместо да ветуваме студентски град кој 8 години тие не успеа ни да го започнат. Жал ни е што ќе изградиме зграда на медицинскиот факултет во Штип, нешто што според вас е назадување во однос на времето кога болниците се распаѓаа низ државата. Жал ни е што почнавме со процес на дигитализација на универзитетите и воведување на Е-индекс. И жал ни е што наскоро почнува реконструкција на спортската сала на УКИМ, како и проектите со кои младите ќе можат да купат свој дом, да основаат свое семејство или да започнат свој бизнис. Но ова ваше елементарно непознавање на младинскиот стандард и реалностите во државата не ви заверуваме, само ви укажуваме. Разбираме дека вашата партија нема повеќе ниту гласачи, а уште помалку млади луѓе кои се во контакт со вистинските проблеми, а можат и да понудат вистински решенија. Додека вие инвестирате во неколку поединци во вашата младина, кои повторуваат истрошени флоскули на Филипче и на Заев и да се срамат на националните телевизии, ние инвестираме во иднината. Инвестираме во конкретни политики, мерки и проекти што младите ги чувствуваат веднаш. Ниту една смешна пресконференција нема да не обесхрабри во нашата заложба да изградиме држава во која секој еден млад човек може да просперира и да успее. Младите препознаваат работа, препознаваат квалитет и конкретна поддршка, а не празни зборови. Заврши времето на апстрактни и нереални ветувања. Почнува времето на мерливи резултати, на вистинска одговорност и на политики што го менуваат животот на младите денес, а не во нечија фантазија. Ви благодарам на вниманието.